Во наредните 4 години земјоделството и руралниот развој ќе ги поддржиме со годишна финансиска поддршка од 200 милиони евра и ќе вршиме навремена исплата на субвенции по принципот 30% од висината на субвенциите за основните мерки да се исплаќа 30 дена по одобрувањето, а 70% според календарот за исплата. Ова го најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјан Титходжа. Нашата држава годинава се наоѓа во еден од најтешките периоди пред најголемиот предизвик – справување со глобалната закана за здравјето на луѓето, вирусот COVID-19. Но покрај ризиците за здравјето на луѓето, последиците од оваа глобална пандемија има економијата, вклучувајќи го и земјоделството. Токму здравствената криза покажа дека домашното производство на храна и земјоделски производи е најважно. Јас ќе ви представам само дел од мерките кои што се дел од нашите приоритети за следните 4 години. Земјоделството и руралниот развој ќе ги поддржиме со годишна финансиска поддршка од 200 милиони евра. На времена исплата на субвенции ќе ја вршиме на следниот принцип. 30% од висината на субвенциите за основните мерки ќе се исплаќа 30 дена по одобрувањето и 70% според календарот за исплата. Ќе обезбедиме услови за порентабилно земјоделско производство преку зголемување на кофинансирањето на трошоците за набавка на зелена нафта. Ходжа вети дека ќе обезбедат услови за порентабилно земјоделско производство преку зголемување на кофинансирањето на трошоците за набавка на зелена нафта. Годинава државата покрива 50% од трошоците, а овој процент секоја година ќе се зголемува и до крајот на 2024 година треба да биде 100%.